1-2, добре дојдовте, чест ми е да ја најавам Rap Skills Македонија 2016. Се наоѓаме во Скопје, дојдени сме од сите страни, од цела Македонија, така да ве чуем Скопје денеска за Rap Skills. За денеска имаме 3 рунди, значи имаме 6 надпреварувачи, правилата се многу едноставни, за мене се судиите. Имаат сите надпреварувачи по 3 рунди, каде што ќе ги спукаат нивните решетки, ќе направат еден опасен репрезент. Така да не должам многу, позади мене се тројца судии кои што сакам и чест ми е да ги најавам. Ќе почнеме од првиот, до мене е Тигра со ДНС екипа, да ве чуем. Во средината го имаме Паки од Задаголот. И Марко СВП од Задаголот. Начинеме оваа рунда број 1. Да не должам многу, надпреварувачите сами ќе се представат, така да надпреварувачот од моја лева страна пристапи и представи се. It's Kolja from the drunk flow, пишувам поише од горки, денеско гладен волки на метам ја порки. Што има да каже надпреварувачот од десна страна? Кмала! Дечки, спремни сме? Да, може прв дидам. Имаме една паричка. Паричката ќе одлучи кој ќе иде прв. Може така? Ајде. Најпрв. Значи, бирај. Глава. Прв. Ајде, глава. Пред да почнеме, само да се договориме. Сакам ниски удари, под појас. Сакам публиката да дивее и да чуеме уште еднашка за првите 20 надпреварувачи. Може да почне. Докато го прашате кои се членови на Drunk Flow, слика на бит, Јасмин и Боко се баш топ. За жал има еден знак стоп. Чим Колјо со нив снима му викаат брат топ, а знаат дека не го бива. Па биди мојот Владо Јоу, ки има спит од рими. Правиш доста слабо шоу, дур кај мене скил од дими. Ки има конфликт, чим идеш против скил што коси се, ти си топ лик, но не си добар за ворапов. То ти е. Иначе, Колјо снима кај мене. И признавам, баш е досаден. Брат ти се свиѓа песна, а не! У пизду матер лоша е. Сакаш да си ко него, но си само ружен ко врчак. Ја средував песни за Гага, а сега си дужен ко Грчка. Отиде на драмски да биде глумец. Го одбија, му кажа пер не, а сега работи на драмски. Келнер. Кај мене во тим има место само да чистиш паркет. Во твоите песни едно е добро, мојот микс и мастер. А за ова не се ни потрудив. Ти си доста лесен замав, бесен сваќаш, не би тепало и да имаш 10 браќа. Веруј, одеше право, ама сега паѓаш. И бидете тука во следната рунда ко Терминатор, ке се вратам. Спремен за реплика? Пристапи и пукај. За добар биф фрлам скил ко гризли своите шепи. Ова не е дрил, е црвена тревога, па испуштам вентил. Си се спремил, Black Belt, си стелт, но те фатив на радар. Туку ке се испосерам по тебе да ти завиди и Вардар. Мислев да фрлам добар панч, да ги оставам крвави и модри, но за жал, он више дошол крвав дека пред тоа добил. Ко од Коби што нема пас, така од мене милост цинак, сакаш крајен резултат, на РП додади и во средина. Нема време да кренеш гард наоколу само Полиња Мински, дојдов до Ранко Бил Клинтон, ти ко Моника Левински. И стилот е лабав, правам пародии као Барт Бейкер, но овој пешко после Бетлов дише тешко како Дарт Вейдер. И веруј дека ми е тапа и се осеќам лошо кога ќе те згазам исто кога да сум нагазил гомно. И гонгот кога ќе означи крај на првата рунда, стојам гордо во арената, а се прашуваат каде е Лука. Тоа беше прва рунда. Жестока морам да признам, се надам дека има уште пожестоки панчови од ова, така да не должиме, идеме втора рунда. Вака. Сестра ти се вика Оливера. И ја видов пред некој ден во продавница. Колјо, кажи ми кај курја носа таа свиња на дејт? Во месарница? Сестра ти е толку дебела што селфињата ги прави преку Google Maps,
а не бара помош од тебе, пошто си бескорисен глупав брат. Боко ти удри шамар и ти почна одма да плачеш, му глумеше многу јак, па те однесе дома на раце, го колнеше својот брат, целиот парк дури виде и престана да смиздриш, чим ти кажа кјути лигле. Велат во играва исти сме, но јас за тебе сум измислен. Ти биди во Drunk Flow, повеќе нема од мене да испиеш, некако не фаќаш кикиснер, тогаш од мене ќе диспиеш, слушаат твои траки, но само прашуваат ова чивбите, пошто е мој, а ти имаш страф од мене, ко да си на ролер костер во ред последен. Во рапов си како барокот во Скопје. Непотребен. Затоа земи крек со себе, земи многу ризли од себе и трк по бусот за керамидница, ко да е лед последен. Колјо, кога сме више кај твојата беда, ти живееш во приколка. Имаш долг работен стаж, а нема Милуновиќ Никола. Може да си повисок од мене, ама спреми се денес да фаќаш дно и чим ми јадеш бурек на глава, можеш да те напиеш и од ајранов. Колјо, превен. Идеме, пуцај. Прво ти ме покани да учествувам, стигнав ко падобранец со надеж си цело време дека фати ситна риба на мамец. Но сум талент, има доста кучки, треба пимп на овој ред лайт. Хеј, види, не е ситна риба на тебе, иде great white. Затоа удирам по малиов сноп, за да го научам што е рап, ова го вади и пак од гроб да се види how I hit 'em up. Снифа снег, не, си крек хет, греф, твојот свет е фантазија, бет, но се е во ред кога овој патор свати дека сум капот и не би дошол до пичкани дури кога би бил тампон. Поздрав и до Дамбо, чим примаш кур прими и шала, карам по градови и мала, а прв е лукск мала. Мој мали лук, сладок ко винипу, немој не се фурај, набивам скил додека детево се набива на курац. Аплауз. Дечки, задна трета рунда. Така да извадете го максимумот. Сакам да чуем уште пожестоко од ова што беше. Може да почнеме. Еј, ти имаш црн тенко циган, можам одма да сватам. Видов, копаш по канта на глава, скокаш во Вардар. Боле стави кофа на глава, пат на кај дома да фаќаш и не отварај на никој смртта тропа на врата. Да не ти видам очи карта, одма ќе платам. Еден правец за во керамидница и копај по калта. Копа кабана. Влади си го слободно со твојот брат посебен, можда си прво село носи во град последен. Дојдов по живота не за фер игра овде, не си битен фактор ти во рапот, не битен човек. После мене само утехи брат ке биде боле и да има раце твојот верс пак не би ме допрел. После за ритам не би ни имал, ти упорно вели си точен, но чим сакаш прецизност и купи ми пиво, но да биде овој пат точен, но има мултирими, прецизни ко да се јапански точен воз. А чим андерграунд сакаш да бидеш, ќе бидеш 2 метра под земја, доле скроз. Немам никаква совест. Немој битот мој ти да го снимаш. Педер, боле стани фудбалер, личиш на цигански Тиаго Силва. Твоите панчови денеска до прав си изгасени, зашто сенката МС ќе го снема во овие попладневни часови. Имаш чест да ја затвориш рундава, така да пуцај. Прво дошол од индијанско и мисли дека неговата моќ нема лимит, но за вас индијанци ова е последен Thanksgiving. Сакаш слава, сега се дешава преку ноќ фрик, сега си славен дека твоето газе е наполнето со динамит, бич. Сите као златни деца, а не вредат ни карат вима ко курди курви, но само еден е Садам. Има ко курви, но само еден е Садам. Дайте малку, ајде. Ајде, Колјо! Иде. Ајде, може. Курви, но само еден е Садам.
Ај уште една само. Задна шанса, брат, ајде. Ганча! Не само еве садам. Садам крада. Тоа, Морам кратиме. да се подсетам една секунда. Не барај прошка од мене, само еден Бог простува. Тргам по тебе, не ме запира ни ланец, ни лудачка кошула. Секоја година фарба коса, менја бој за да биде личен, но годинава на плочка можеш да менјаш само бој на лице. Но годинава на плочка може да менјаш свој лице. Кошмарот стана реално. Толку. Time's up. Сакам уште еднашка да ве чуем, ајде за двајцата први надпреверувачи. Еднашка за Лукс. И еднашка за Колјо од Дранкфол, ајде. Тоа беа првите 3 рунди од првиот надпревар, така да ќе оставам сега на судиите да имаат да кажат тоа што го имаат. Одлична рунда, значи одлични двајца надпреварувачи. Колјо и Лукс влегоа многу самоубедено првава рунда, но повеќе ми се свиѓаше мене Лукс, како и во останатите 2 рунди, така да мојот глас го давам за Лукс во сите 3 рунди. Иначе добар бетол лепна. Значи, види прва рунда добра, многу ми се допаја. Изненаден сум. Мојот глас иде за Лукс. Од причина што се гледа дека работел доста квалитетни панчови. Не дека Колјо не е добар, ама се покажа дека работел дефинитивно 3-0. И мојот победник во оваа рунда е Лукс. Трите рунди ги давам за Лукс, затоа што прво немаше чолка него. Значи не се датка во ниту еден момент, делуваше сигурно, го проучил противникот доволно добро. Влезе у некои работи кои што им се валјда интимен живот, работи што ги знаат. Така да тоа е едната причина, вториот надпреварач Колјо на 2-3 пати се здатка прилично што не е баш окей. Некако страв, контакт со очи многу послаб, значи не идеше директно како малце да има поуплашен да е од Лукс. Така да 3-0, чиста победа, верувам дека не знам што кажа прошлите судии, ама мислам дека 3-0 и од судиите. Значи се враќаме назад по кратка пауза, судиите веќе го донесаа својот глас. И одлучија победникот во првиот надпревар од Rap Skills. Така да морам да кажам дека гласот на судиите едногласно го доделија до Лукс Кмала. А сите сакам да ја чуем уште еднашка и за Колјо. Тоа е само ви благодарам на учеството.